70-годишниот Симеон Николов од Струмица дури 160 пати несебично дарувал крв и се вбројува меѓу најхуманите граѓани во општината. Не жали ниту за една капка дарувана крв, оти како што вели и сам некому живот значат. Тие што се почнале 10 пати да дават, нека продолжат како што имам продолжено јас давано. На секој што му треба крв да спасе човечки живот. Да не се плаше ради неговото тело да каже давам крв, ама јас на мен да не ми треба. Не, секој даване крв за 20 дена крвта што го даде 250 грама се надокнадува и плюс се појачува неговата величина на крв за да му помогне на неговото срце. Симеон вели дека доделувањето награди и признанија за него значат многу. Среќа е што ги знае и дел од пациентите на кои им е дарувана неговата крв, а со нив веќе има изградено и пријателски односи кои траат со години. 42 година сум, това и трета роден, имам 70 и още молам ги во болницата лекарите да ми земат крв да дадат на некој што му треба. Да спасам човечки живот. Има многу спасени животи, има и починати, а има и живи. По повод Светскиот ден на Црвениот крст, синоќа во Струмица во домот на армијата беше организиран настан на кој на крводарителите кои дарувале крв 5, 10, па дури и 50 пати им беа доделени признанија и пригодни подароци, но рекордерот сепак во дарување крв е Симеон Николов. Општинската организација на Црвен крст Струмица денеска организираше еден скромен настан во кој што ние доделивме признание на сите оние повеќекратни крводарители, на сите оние лица кои што имаат 5, 10, 25, 50, 75 пати давано крв. Исто така благодарници им доделивме на општините кои што се во нашиот регион и сите оние општествени приватни институции и организации кои што се наши мотиватори во крводарителството. Од почетокот на годината до денеска во Струмица се евидентирани 684 дарувања на крв. Како што вели секретарот на Општинската организација на Црвен крст Тошева, оваа бројка не задоволува, бидејќи според планот за 2019 година планирани се околу 2700 дарувања на крв. Таа упати апел до сите граѓани кои сакаат имаат можност да се вклучат во дарувањето крв, особено сега во летниот период кога е најпотребна.